Добро вечер, почитувани. Следува уште еден термин за дебатната емисија Клик Плюс на ТВ21. Вечерва ќе тргнеме политиката малку настрана и ќе разговараме за нешто што ги засега сите. Ќе зборуваме за загадениот воздух и како да се направи работата да биде подобра. Во студиото на ТВ21 не представувам дамата Ели Пешева од коалиција О2. Од мојата десна страна е Стефан Стефанов, доктор по метеорологија. Го имаме и доктор токсиколог Антон Чибишев и градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ. Се обидов да направам состав на гости кои што ќе опфатат повеќе области, секој од својата страна да ги каже своите методи, своите истражувања или своите анализи како да се дојде до почист воздух и да се намали она енормно загадување што се случува во Скопје. Практично станавме и рекордер во светот по загаденост. Градоначалник Богдановиќ, ќе започнеме со вас во оваа емисија. Една од вашите последни одлуки или како предлог одлука во буџетот за 2018 година што предизвика најмногу реакции во јавноста е тоа што на кошаркарскиот клуб Работнички планирате да му доделите половина милион евра за засилување за играчи и за разложување на клубот од сите овие години што имаше долгови, а на сметка на тоа само 60.000 евра за проекти за животната средина. Оваа одлука придонесе за жестоки реакции во јавноста. Еден коментар, дали ќе ја повлечете оваа одлука или останува Добре, на сила? Јас би сакал само да подобјаснам. Значи, во програмите и во буџетот на општина Центар, прво да надополнам дека ние буџетот го носиме веќе подолго време. Може да кажам дека сме една од единствените општини кои што толку долго разговара, дискутира и јавно и транспарентно го носи буџетот. Значи имавме два буџетски форуми на кои што беа поканети голем број на граѓански здруженија, невладени организации, граѓани. Оставивме можност преку електронски пат и преку други алатки граѓаните, здруженијата да поднесуваат барања. И буџетот се уште не е донесен, планирано е во среда да имаме седница, во четврток, односно вчера имавме нацрт буџет, каде што пак траеше 2 дена, се дискутираше, беа присутни граѓаните, луѓето да си дадат своји предлози и видувања. Се земаа само 2 дела од буџетот, едното е за Работнички, каде што пишува дека се планира 30 милиони денари. Но никој не го прогледа дека во ставките кои што е разделено се предвидува одреден буџет кој што е предвиден од општината, но одреден буџет кој што треба да се покрие од донации. Но вие морате да го ставите како дел од програмата, како што на пример сега ние во реконструкција на училиште имаме предвидено одредени ставки за што ќе ги направиме од сопствен буџет и имаме одредени ставки кои што ги добиваме како грантови, како донации. Пред ден-два, односно на истата вчера, добивме донација од бугарската влада за реконструкција на училиштето Димитар Миладинов. Али вие мора да го пресметате тоа во буџетот. Значи тие ставки мора да ги наброите. Дали ќе ги обезбедите преку спонзори, дали преку сопствени средства, тоа е разликата. Ама затоа сите ја земаат целата бројка. Значи ние предвидуваме буџет, но и од други основи, не само од буџетот на општина Центар. Што се однесува до животна средина, да, таму е наброено, но не ги земаат и другите ставки кои што се предвидени од наша страна. Значи за зеленило е предвидено 12 милиони и 100.000 денара. За набавка на пелети го прифативме предлогот, предвидовме 3 милиона денара. Па се јавија тука исто реакција од граѓани, дали пелетите придонесуваат или не придонесуваат, или има штетни или нештетни. Па ќе треба да направиме оглас во кој што ќе предвидиме каков тип на пелети кои што не се штетни. Има и други работи, ако се соберат тие ставки, вредноста е многу поголема кога што ние предвидуваме за животната средина. Но има и други моменти кои што пак не зависат од нас. Ние започнуваме еден проект со топлификација за целосно приклучување на Маџармало на топлификација, односно на нивната мрежа за грејење. И тука го решаваме најголемиот предизвикувач на загадувањето, односно тоа се домаќинствата. А Маџармало е едно од поголемите населби на територија на општина Центар кој што се уште се грее на дрва или на други горива кои што предизвикуваат во загадувањето. Веќе се започнати преговори за започнување и моделот на кој што ќе започнеме гасификацијата во Центар и тоа се процеси кои што нормално не идат така брзо.
Една од мерките кои што веќе имаме спремно како документ, не беше лесно, требаше да консултираме доста правници, урбанисти, беше мораториумот кој што го најавувавме и во кампањата и во изминатиот период. Знаеме дека дел од загадувањето доаѓа и од самиот урбанизам, односно од градењето кој што го имаме енормно на територија во општина Центар и во другите општини, но и на територија на општина Центар, веќе е спремен, ќе го дадеме и на советниците и до стручната јавност, бидејќи сепак тоа е еден исчекор кој што никој го нема направено до сега. Успеавме да најдеме модел како тоа ќе го направиме без да предизвикаме штета нормално и на општината. Што продолжуваме со вас, вие сте жител на општина Центар, ако не се лажам, лично ви имавте една од најжестоките реакции по објавувањето дека работнички ќе добие половина милион евра на сметка на тоа што само 60 илјади ќе... Ако се погледаат буџетите во изминативе години, буџетот за работнички воопшто не е променет, односно е ист како што бил изминатиот период. Само не сакам да кажам дека е изведено од контекст. Не сакам да кажам дека не треба да се вложува во спортот и да се финансират и да се поддржуваат спортските екипи, чисто беше од релацијата вложување во спорт и поддршка на еден клуб за разлика на сметка на животната средина. Поелете. Јас лично не зборувам, значи во моје име зборувам во име на коалицијата О2, која што е коалиција за чист воздух и под чија што капа влегуваат 14-15 други граѓански здруженија и иницијативи кои што се залагаат за здрава животна средина. Тоа што јас реагирав лично, значи само еден сегмент од граѓаните кои што реагира, јас го верувам дека на Твитер имаше многу пожестоки реакции и тоа е разбирливо, заради тоа што без разлика што вие и минатата година сте го имале истиот буџет за спонзорирање на кошаркарскиот клуб Работнички, оваа година, оваа коалиција е многу по-динамична, многу по-навлезена во сите овие сегменти и ова се, можам да кажам, и нови времиња во кои што граѓаните константно ќе ги читаат законите со вас, ќе ги читаат буџетите заедно со вас и мислам дека не треба да го сваќате вие укажувањето на граѓаните ниту лично, ниту како напад. Граѓаните не ви се непријатели, ние треба да бидеме партнери, бидејќи јас не само што живеам, јас и работам во општина Центар, мојот живот е во општина Центар, буквално во секојдневието и сигурна сум дека има и многу други такви граѓани кои што ова некако си го зимаме при срце, не заради нешто друго, бидејќи оваа година навистина ги надминавме сите рекорди во загадување. Нашиот град, значи ја надмина Калкута, успеавме и Индија да ја згазиме, Кина да ја згазиме. Мислам ова во наводници нели кажано, меѓутоа ние сме навистина во една вонредна состојба во која што повторно се согласувам со тебе дека ние не сме против инвестирање во спорт, напротив, но во услови во кои што имаме вонредно ниво на загадување, знаете, тоа ќе го отвори прагот на алармирање, значи ќе не внесе во некаква вонредна состојба. Во вонредната состојба покрај замирање, односно редукција на сообраќај, редукција на работа на индустријски капацитети, на градежните активности, меѓу другото постои забрани за спортување на отворен простор, значи сите спортски активности се забранети во овој период, за да не се доведеме во ситуација да бидеме ете така, нели, во една вонредна ситуација во која што ниту спорт ќе можеме да видиме, ниту основни активности, сметаме дека е време да се даде на важност на приоритетите. Значи, ние како коалиција го поздравуваме тоа што градоначалникот во многу краток период по нашата реакција и по нашите доставени предлози ги прифати речиси сите наши предложени проекти. Тоа е за доброто на сите граѓани. Значи ние сме граѓанско здружение, ние не сме профитабилно здружение, ние тоа го правиме за доброто на нашите деца, за да живееме сите заедно во една нормална и чиста држава, по примерот на оние кои што ги гледаме и за кои што слушаме и во нашата непосредна околина. Така, почитувани, сакам да ви го представам и господинот Стефан Стефанов, кој што го најави на почетокот на оваа емисија. Господин Стефанов, вие со плюс 20 ваши соработници пред 8 години имате... Пред 18... Не, пред 8 години добивте награда за изум кој што сега ни е повеќе... 2000-та година. 2000-та? Значи пред 18 години. Ни е повеќе од потребен, односно метод за расчистување на маглата. Видите, ладна, како што рековте, ладна магла. Видите, таа метода се однесува на ладни магли, односно кога температурата на амбиентот е под 0 степени. Добре. И тој, она ги покажува резултатите и може да се расчисти, што и тоа е направено, експериментално е направено е и оперативно овде кај нас. Обично во Македонија на мерните пунктови кај што имаме ние мерачи, кај што имавме потреба да расчистуваме магла,
направена е анализа и просечно околу 10 дена во годината има ладна магла. Добро. И тогаш Тоа е- ние спасот Тоа тие е- 10 дена. Тие 10 дена, мислам тие 10 дена, во тие 10 дена не е тоа само као 10 дена, има се јавуваат многу проблеми, проблеми од аспект на видливост, проблеми од загадување, проблеми на транспорт и многу други проблеми. Така да ако овој метод дава резултати, треба да се искористи, да се изврши тоа расчистување на маглата, со што на пример ако ќе се изврши ако се расчисти маглата, температурата ќе се покачи за неколку степени. Мислам ја од памет се ќе кажам, али сигурно 5-6 степени ќе се покачи температурата, што значи и помалку средства ќе бидат потребни за грејење, што е нормално. Тоа ќе се расчисти, ќе се зголеми видливоста. Што значи ќе има подобар, полесен проток на сообраќајот. Како функционира тој метод ме интересира. Попластично да ни објасните. Како ја расчистувате маглата? Па ја расчистуваме на принцип со возила или стационарни уреди има, Добро. распрскувачи, кои се распрскува тој течен CO2. И се вградени на возила. Да, на возилата се распрскува во амбиентот и се ствара се трансформација на тој течно воден содржај. Водата од капките испарува, се таложи на ледените кристали, кои ќе достигнат они да одредена големина, под сила на земјина тежа паѓа доле, тоа е едноставно. Тука се јавуваат и тие вертикални струи, што го доведуваат до тоа да се расчисти амбиентот и се отвара хоризонтот. Штом ќе се отвори хоризонтот, веќе тоа процесот е завршен. Па добро, ќе пробие сонцето, процесот е завршен и маглата е расчистена. Ќе ни откриете повеќе детали и да му дадеме збори на доктор Чебишев. Најактуелно е сега да се зборува за PM10 частичките. Што всушност се тие? Што дишеме ние? Па не се само актуелни PM частичките. Ја мислам малку неоправдано најмногу се зборува за нив. Меѓутоа при загадувањето, посебно во големите градови, во метрополите како што е Скопје, не се проблем само PM частичките, тие PM10 или PM2,5, туку има и други загадувачи. Да речеме, никој не зборува за загадувањето со јаглероден моноксид, јаглерод диоксид, сулфурни оксиди, азотни оксиди, тешки метали или нивни соединенија. Тие се уште попасни. Значи, никој не зборува за нив. Ние не треба да имаме мерни станици за да знаеме дека е загадено. Секој ден се среќаваме со луѓе, наши пријатели, еве мои пациенти, кои што се жалат дека со денови имаат главоболки. Дека со денови не можат една обична настинка да ја надминат, иако пијат 1 тон терапија. Значи, сето тоа е последица на загадувањето. За да го објасниме, можда ќе треба повеќе време, ама јас ќе се обидам со неколку збора. Да речеме загадувањето со сулфурни оксиди. Многу од граѓаните во Скопје се жалат дека кога ќе излезат надвор, чувствуваат пецкање на очите и пецкање во носот и во грлото кое што ги тера на кашлица. Ако се задржат подолго време надворно отворено, чувствуваат недостаток на воздух или гушење. Што е тоа? Тоа е тој сулфур диоксид кој што во контакт со телесните течности во дишните патишта се претвара во една слаба сулфурна киселина, која што знаеме што е сулфурна киселина, порано се употребуваше за акумулаторите, е крајно надразнувачка хемикалија, корозивна, која што ги иритира дишните патишта. Тера на кашлање, го уништува површинскиот слој, слузницата, која е практички онаа прва линија на одбрана од инфекции со вируси, бактерии и слични микроорганизми, и со тек на време така оштетена, таа ќе стане неотпорна. И заради тоа, ние во последните 20 на 30 години во Скопје се соочуваме со еден наплив на алергии, на луѓе кои што имаат проблеми со синуси, со дишни патишта, астма, хронични бронхити и така натаму. Сето тоа е последица на загадувањето. Треба тоа отворено да го кажеме и да преземеме мерки, тоа понатаму да не се влошува.
влошено е максимално. Така, ги спомнате луѓето кои што поминуваат одреден период надворно, што е со тие што работат на отворено, градежни работници, луѓе работат Видите, по секако отворени дека тие се пазари. најизложени, затоа што тие практички по 8 часа, можда и подолго, Сигурно. се задржуваат на отворено и се изложени на тоа екстремно загадување. Можда во некои денови или на некои делови од градот не е толку многу загадено, меѓутоа во континуитет, практички од кога почна грејната сезона наваму, Скопје е во енормно загадување. Пред една недела имавме загадување, збореа некои од гостите тука дека бевме светски прваци, нели Скопје беше ставено како најзагаден град, дури ги надминавме и најзагадените градови кои што со години наназад ги апострофираат постојано дека се најзагадени. Значи нешто се случува, а кога нешто се случува, треба нешто и да се превземе, затоа што ние сите, нашите деца, нашите пријатели, роднини, комшии, сограѓани се изложени на тоа и секојдневно ние практички си го нарушуваме здравјето, а нема начин да се заштитиме. Не можеме да седиме дома, че мора да излеземе, да одиме на работа, да излеземе негде надвор, да завршиме некоја работа. И тогаш секако дека се изложуваме не само на PM честички, туку и на штетни гасови, на тешки метали соединенија, кои што на краток рок можда нема да предизвикаат некои тешки нарушувања на здравјето, меѓутоа на долг рок катастрофални последици по здравјето. Така, Богдановиќ, во нацрт буџетот можев да видам за 2018 можев да видам дека се уште се предвидуваат урбанистички работи во општина Центар. Што значи тоа, ќе имаме и нови згради, нови градби или конечно ќе се стави крај на она градење во Дебармал и околината на Центар? Значи, ние планираме да донесеме една одлука на Совет со која што правно ќе ги ставиме вон сила сите градби, односно се што е предвидено како маркица за градење, се додека не се донесат нови детални урбанистички планови. Бидејќи ние како Совет или како општина не можеме да поништиме, бидејќи немаме такво законско или такво право, може тоа само Уставен суд да го направи, ние можеме само нешто да измениме. Нашата цел е со донесување на нови детални урбанистички планови да го трнеме се она што е штетно предвидено од оние детални урбанистички планови кои што ги имаме наследено пред десетина години, на жалост, а кои што се донесени се во интерес за узурпација што е можно повеќе на јавен простор, уништување што е можно повеќе на зелени површини и дрва, се со цел да се изградат објекти кои што дел од нив веќе се изградени, дел од нив се спречени, као шпанските скали, катната гаража и така натака има што дел од објектите. Нас не е во целта да во ред нека се гради таму кај што има потреба од развој, места каде што се, например, позапустени, ама нека се гради плански. Така. Да се има предвидено и зеленило, да се има предвидено и паркинг места, да се има предвидено и тротоари, и пешачки патеки и така натака. Не да се гради како што енормно се дозволуваше се гради во Дебармало, Боњаковец и во други општини, ама зборам за централното градско подрачје каде што највеќе е изградено. Знаеме дека на територија на општина Центар, посебно и дел кај Малеринг, се менувало детални урбанистички планови по 3 пати, се со цел за да се задоволат нечии суети или нечии бизнис потреби. Нашата цел е да се стави забрана за градба, се до оној момент додека план по план не се донесе таков како што треба. И тој нема план да го носам ниту јас, него ќе носат граѓаните, здруженијата и они ќе проценат каква животна средина. На крајот од краиштата во самите закони се предвидени параметри кои што треба да ги исполнува еден детален урбанистички план. Колку треба да има зелено, колку е дозволена градба, колку проценти на зафатеност на маркица и така натака. Али нашата цел е да го запреме, да подвлечеме една линија и после полека да се менува начинот на планирање, но тоа мора да го предвидиме со нови детални урбанистички планови, нема друг начин кој што може да го смени тоа. Значи, за да измените еден детален урбанистички план, треба да донесете скроз нов. Така, новите градби, последни овие години ги велам новите, ги потенцираат како главни причинители што нема пробив ни Скопје, кога нема оној вардарец ветерот, колку екологистите, невладините организации сметаат дека или нотираат дека тоа е клучниот проблем за загадувањето во Скопје. Скопје има специфична позиција, знаете. Има
вонредно тешка позиција, особено за зимскиот период, но неколку пати сме кажале, значи ќе повторам јас и уште еднаш, дека не може да се бара вината само во еден сегмент. Правени се сериозни истражувања сега последните на UNDP. Да, домакинствата се на некаде на врвот, но не сме да се заборави ниту работата на индустријските капацитети. За среќа во центар немаме такви големи индустријски капацитети. Дури според нивната анализа во центар и најголем процент од граѓаните се приклучени на централно грејење, што значи дека автоматски проблемот во центар веројатно би се свел можеби на сообраќајот и еден дел можеби на декакви диви депонии и градби. Но не е само едно, значи истото важи за целиот град. Значи системски е проблемот и не може да се решава само еден сегмент. Треба да се делува на сите сегменти истовремено. Инаку сакам да се надоврзам и на ова што доктор Чебишев пред малку го зборуваше, дека мораме да го заштитиме здравјето на нашите деца, нашето здравје. И токму затоа ние инсистиравме и оној праг на алармирање кој што треба да не воведе во вонредна состојба при исклучително високи мерки на загадување, односно високи нивоа на загадување, да биде што е можно понизок. Значи ние баравме Светската здравствена организација таа некаква граница ја става на 50 микрограми на метар кубен, иако потенцира константно дека нема безбедно ниво за PM10 и PM2,5 и останатите штетни субстанции, но ете ја дефинира на некој ниво на 50. Кај нас таа граница е моментално на 200 микрограми. Ние реагиравме дека ние не сме 4 пати поотпорни од останатите граѓани на Европската унија. За среќа успеавме да издействуваме и Министерството за животна средина и просторно планирање да ги намали барем деновите во кои што овие вредности се исклучително високи, од 10 на 2 дена, така што сега доколку на 2 мерни станици во Скопје се над таа вредност од 200 микрограми при непроменети временски услови, тогаш Министерството ќе прогласи вонредна состојба. Значи, таа вонредна состојба е еден од начините за кои што ние можеме да се заштитиме. Значи, токму овие градежни работници кои што се на терен на отворено, децата кои што одат на училиште во градинки, па и сите ние, нели, кои што сакаме да можеби да не користиме ниту јавниот транспорт, мораме да го смениме, но доколку не сакаме да користиме јавен транспорт, сакаме да избегнеме користење на возила, вие не можете со велосипед да стигнете никаде. Прво од безбедносни причини, колку е тоа нели важно и можно, а второ како ќе излезете на тие вредности да возите велосипед кога градите дополнително се а при напор се отвораат градите. Кога ќе биде видливо, тоа може да се направи. Значи при напор уште повеќе внесуваш од тие. Токму затоа во заштитата е важно овие прагови да ги почитуваме за да можеме со вонредните услови да ги заштитиме сите жители на Скопје. Како заштитни мерки граѓаните сами си купуваат маски, се обидов да набавам пред некој ден во аптеките, во 3 аптеки немаше маска. Колку овие маски заштитуваат? Вака, јас навистина не знам точно за какви маски се работи, меѓутоа ја слушнав информацијата и на социјалните мрежи се ширеше дека цело Скопје не може да најдеш маска да се заштитиш од загаден. Туку со некаков филтер. Да, имат со некаков филтер, гледам и вака кога се движам низ градов и некој од граѓаните ги носат. Меѓутоа, еве, ќе кажам подобро и хируршка маска да носиш, отколку ништо да не носиш. Затоа што и таа хируршка обична маска може да не држи многу од тие штетни честички хемикали кои ги има во атмосферата и надвор воопшто во животната средина, меѓутоа ќе задржи нешто од тоа. Не постои начин ние да се заштитиме во енормно загадена средина. Апсолутно ни дома, затоа што еве пробајте, оставите 2 дена неизбришана дома во било кој дел од градот, после 2 дена кој ќе ја избришете масата, има еден прст црно. Значи загадувањето и дома е присутно, меѓутоа не во толкава мера како што е надвор. Меѓутоа, тоа што ме прашувате, подобро било каква маска да носиш, отколку ништо да не носиш. Сигурно дека тие маски на некој начин задржуваат нешто од тие штетни материи. Нема сите да ги внесуваме. Едина заштита е газ маска. Дури и таа не е заштита. Али да се шетаме ние со газ маски како во некои филмови од иднината, мислам дека не е во ред. Сепак сметам дека институциите треба малку повеќе да се ангажираат, малку
повеќе да контактираат со граѓаните, да излегуваат одговорни лица од институциите, да даваат совети. Еве вакви дебати повеќе да се организираат, на кои што стручни лица ќе кажуваат што би требало граѓаните да направат, затоа што ние не можеме технолошкиот развој да го запреме. Не можеме да се ограничиме да не градиме ништо во градот. Развојот на една држава е поврзан и со градбите, и со индустријата, и таман работа ако не функционира државата, затвориме фабриките, да не... сигурно економијата ќе крахира тогаш. Точно ќе имаме чист воздух, ќе дишеме чист воздух, а ќе немаме економија, нема да имаме што да живееме. Чи треба нешто да се смени, треба нешто да се превземе. Еве тоа што господјата го кажа, да се превземат некои мерки, тоа што го кажуваат и јас апсолутно го поддржувам, на 2 дена да се намали, да се прогласи некаква состојба во која што одредени категории на граѓани нема да излегуваат на работа. Мора нешто да се прави. Богдановиќ, еве како нов градоначалник на центар, нова локална власт, што е она што го предложивте како мерки против загадениот воздух, како ново решение од што се двои од претходната власт? Ние започнавме веќе некои мерки. Имавме една ситуација каде што ние веќе имавме наследени буџети, дел од ставките да бидат истрошени, дел од работите кои што сме ги замислиле, можеме да ги предвидиме, односно во новиот буџет за 2018 година. Ние го започнавме на најбрзо што можевме, почнавме со опремување на градинките, сега и со школите во брзо време ќе започнеме со прочистувачи за воздух, бидејќи децата од предшколската и школската возраст поминуваат добар дел од денот во тие простори, за да можеме да барем во тие делови кои што се под наши ингеренции да колку толку обезбедиме квалитетен воздух. Јас предложив една мерка, непопуларна е, но јас ќе, без разлика на реакциите, ќе се потрудам да истерам до крај. Мене ми е колку што можам повеќе да го намалам сообраќајот во центар. Немам таква можност. Имам можност само преку сообраќајните режими, бидејќи ќе ограничувам движење, но не можам да попречам одредена улица да не се движи. Тоа може со измени во градот Скопје, пошто оделението за сообраќај е таму, но ние сакаме преку зголемување на цената на паркингот, пак ќе кажам, не од економски причини, да ги натераме луѓето да паркираат вон централното градско подрачје, односно на поголеми паркинзи, и од таму со изнајмување на велосипед, електромобил да се движат низ центарот. Колку толку да придонесеме, да. Една од мерките која што најавив е забраната за градби и забраната за издавање на дозволи. Законите кои што ги наследивме се толку, да кажам, во корист на инвеститорите, него во корист на граѓаните. Зошто? Затоа што на секој може да му се дозволи доградба, максимално искористена висина, секоја зголеменост, да кажам, на габаритот, на искористеноста на парцелата, висината, се нови станбени единици, нови возила на територија на општина Центар, а веќе сега сме угушени на територија на општина Центар, посебно како што е Дебар Мало, Буњаковец, па и Капиштец, од кај што живеам јас, се дозволуваат градби кои што дополнително само го отежнуваат и сообраќајот и нормално што повеќе возила, тоа повеќе да кажам извори на загадување. Доброто е да се има правилна урбанизација, како што напомена доктор Чебишев, ние не можеме да забраниме, но таму каде што треба. Например, со урбанизација на Маџар Мало, на Крњево, Ново Мало, места каде што например има пред се куќи кои што се греат на дрва или на други горива, кои што се да кажам еден од најголемите загадувачи, со урбанизација, со станбени згради, али плански направени, каде што ќе има и зеленило, и парк, и места кои што ќе се приклучат на централно грејење или ќе се користат други типови на грејење кои што не предизвикуваат загадување, можеш да придонесеш во зачувување на животната средина. Значи, пак ја напоменам, една од нашите желби и предлози е што помалку возила да не се движат. Една од мерките да поголемиот број од резиденти од улиците кои што се сервисно и станбени да бидат прогласени за резиденти, само за станари, бидејќи најголемиот дел од зградите кои што се во Дебар Мало, Буњаковец, Капиштец се згради кои што немаат своји сопствени паркиралишта, па мора пред сопствените згради да ги оставаат, и со тоа да го намалиме барем движењето на територија на општина Центар на тој начин. Можда мерката ќе биде непопуларна, ама мислам дека за Центар ќе биде доста популарна, бидејќи ќе имаат и повише паркинг место, но и помалку возила ќе ни циркулираат
по нашите да го има улици. сообраќаен Да. метеж. Во тоа може да влијаеме ние. Пишува автомобилите, домаќинствата или индустријата, што велат истражувањата, кои се најголемите загадувачи? Истражувањата велат дека се домаќинствата, но тоа не значи дека другите сегменти исто така не се вклучени во голема мерка, инаку ние пред да почне емисијата баш го дискутиравме и тој сегмент, значи ако се само домаќинствата и ако е само сообраќајот, никако не можеме да ги објасниме летните пикови на загадување кои што се во јули и во август, кои што се најчесто во периодот од петок до недела, значи во ноќните часови, од 1 часот по полноќ до 3 часот по полноќ. Значи не е само дека е индустријата или дека се само домаќинствата, мора да се утврдат вистинските причинители, дали се тоа диви погони, дали се тоа диви депонии, дали не знам, но во овој момент ние имавме неколку средби на различни нивоа, нашата коалиција и нашите партнери. Се сретнавме и со премиерот Заев, се сретнавме и со градоначалникот Шилегов, со сите градоначалници на скопските општини. Она што е веројатно најголемиот проблем во овој момент е недоволниот број на инспектори. Сите општини кубурат со инспектори. Ние немаме во град Скопје имаме само 3 инспектори. Тие 3 инспектори треба да покријат од понеделник до недела, викенди, празници, 24 часа. Добро е што има телефони за пријавување, но повторно е недоволен бројот на луѓе кои што се на терен. Тоа може да е една од итните мерки кои што треба да се направат и кои што може да се направат, затоа што да не се лажеме сега ние дека преку ден или преку ноќ ќе се смени се, не можеме да очекуваме такви чуда, значи најмалку ќе ни треба можеби 1 година додека ги почувствуваме промените кои што сега ќе ги правиме, тие ќе бидат непопуларни, веќе голем дел од граѓаните се лутат за различни типови на мерки кои што се најавуваат, од затворањето на водно, да речеме, за сообраќај во деновите на викенд, до најавената категоризација на возилата кои што ќе треба да ги обележи со маркички во боја, кои што потоа Министерството за внатрешни работи, односно сообраќајната полиција во денови на високи загадувања ќе ги исклучува од сообраќајот. Значи нема Да, значи сите ние ќе мораме од нешто да се откажеме. Нашиот комфор ќе мора да трпи заради тоа што проблемот не е заеднички, проблемот е долгорочен и е живото загрозувачки. Значи она што итно може сега да се направи, тоа е нашето мислење, еве, може и да кажем и моето лично мислење, дека треба да се најде начин како да се стимулираат луѓето да ги не знам, да се најдат квалификуваните инспектори кои што ќе се вработат веднаш во надлежните институции и тие ќе бидат на терен на вистина 24 часа 7 дена во неделата во некакви нормално разумни граници, ќе работат заедно со граѓаните кои што ќе пријавуваат на терен и ќе се реагира веднаш и ќе се реагира бескрупулозно. Значи со доказан материјал, со казни, затоа што очигледно дека само преку казни ќе треба да се учи оваа лекција за внимавање на животот. Слободно. Бидејќи ние исто ја наследивме ситуација, мислам тоа е проблем во сите општини, имаме само еден инспектор за животна средина. Планираме, не е лесно да, така ќе кажам, произведете кадар, бидејќи треба да исполнува, да положи одредени испити, треба да положи одредени сертификати, да биде државен службеник. Да. Започнати сме веќе во такви процедури и за градежни инспектори, и за животна средина, за домување и така натака, за да можете законски да делувате. Сметам дека тука треба да дојде до измена на законот. Секој граѓанин да биде инспектор. Можда не може он директно да изрече санкцијата, но доволно е да алармира, да пријави, да прати слика или било како, за да можеме инспекторот да санкционира. И ви кажам еден пример, не е поврзан со животната средина, например во Србија имаат например санкционирање на сообраќајни прекршоци со тоа што секој граѓанин може да прати регистрација и увод со електронски потпис и седи, го добива на мејл и реагира. Значи тука е, значи ја покажува. Дикна сообраќајниот срам ќе стане официјална. Ама не, реално, така не може тогаш, например, еве например, не имаме ситуација, ќе ни на Facebook ќе не тагнат, ќе ни пратат слика, и јас ќе го пратам инспекторот, луѓето не можеш да ги најдеш, тој западал, си отишол. Немаш кого да санкционираш. Исто беше и со расфрлањето отров, ние не можеме секаде да бидеме растрчени. Али доброто е, например, кој ќе ви пријави, за да можеме ние да превземеме мерки, да се превземе тоа како доказан материјал, за да можеме да покренеме одредени мерки.
убаво кажа, непопуларни ќе бидат мерките, но на крајот на краиштата, ако сите заедно направиме еден систем Така, и сите мора заедно се свеста сложиме дека тоа крене треба кај да сите направат, граѓани. мислам дека ќе успееме. Само да додадам дека граѓаните веќе се на терен, значи изминатите месеци и во ноќни патроли по општините, значи не само за отровот, туку и за да ги лоцираат загадувачите, значи во буквално еко патроли кои што во ноќните часови по мирис, по пријава, значи по забележан чад, по бојата на чадот се обидуваат да лоцираат и ќе сликаат и ќе документираат, но тоа повторно не може да биде никако формално, тоа е се неформално. Значи има исто така граѓани кои што изработуваат собствени мерачи, значи со кои што навечер нели по улиците може да покаже, но тоа не е официјално. Ме разбирате, секогаш некој ќе го отвори прашањето дали е тоа нашталувано, дали некој има задни намери и така натаму. Кога ќе би се сменил законот и кога граѓаните навистина би биле во да кажем партнери на институциите, формално би било многу полесно да се решава проблемот, но се разбира сега треба да се биде свесен и на недостатоци на ваква мерка, дека може да има намерни пријавувања и така натаму, но доколку имате повторни инспектори, доколку имате луѓе кои што веднаш може да излезат на терен по пријава, тогаш веќе може веднаш да се реагира. Така да му дадеме збор на господин Стефанов. Дебатираме повеќе за центар, бидејќи тука го имаме и градоначалникот на центар. Доколку тргнеме со возилата да расчистуваме магла од Сок банки и да завршиме кај Карпош 1, зборуваме за централното градско подрачје. Колку време ќе ни треба, а и колку ќе чини тоа? Па видите, мислам ќе чини сигурно многу помалку од колку што е штетата, мислам. Добро. Тоа е. Јас ќе ви кажам еден податок. Ово ми е прашање зашто не властите не го земаат вашиот изум. Не За тоа го сакам да земаат. Видите, маглата е таков феномен, ја имаше во периодот тамо негде 96-та до 2003-та, 2-та, 3-та, ја имаше овака и тога ние ги направивме тие експерименти и оперативно се спроведуваше на подрачјето на рек Суводол, на аеродром имаше, се направива одредени оперативни спроведувања, овде се направива во градот експерименти. Сите тие дадоа позитивни резултати. Меѓутоа, потоа имаше еден подолг период кога немаше појава на магла. Добро. Значи тоа се заборави, кој што се заборава се. Еве маглата повторно сега. Сега Колку би го чинело господинот Богдановиќ да вашиот изум? Ја не можам сега на памет да зборувам. Сигурно би го чинело многу помалку од колку што е штетата. Мора да предвидиме буџет. Да, да го предвиди буџетот. Да скратаме. Видите, за тоа, на пример, тука се потребни возила, да кажеме најмалку да бидат потребни за градот 8 возила. Значи тие треба да се опремат со распрскувачи. Треба стационарни распрскувачи да се постават. Значи да се направи стратешки план. Тоа не е така едноставно. Тоа не е да излезеш и кога да прскаш лива во Бавча, со кантичка ќе испрскаш таму. Значи мора да се направи да се една подготовка. Подготовката е сака време. Затоа што тоа маглата се појавува и треба да се действува веднаш. Таа може за ден, два, три да исчезне. Значи условите за магла да се ги нема и маглата се дига. Тоа и луѓето обично си мислат дека добро, ден, два, три ќе има магла, кој ќе дава пари, за пари кога сме многу не ни се брца со раката во джеп и тоа е целата работа. Мислам тоа е до менталитетот. А колку време исчезната маглата од кога ќе биде завршен вашиот метод? Па исчезнува, мислам. Колку време после или неколку часа и потоа повторно се враќа? Не, зависи, ако се тие радиациони магли што се тук, тие ја нема после. Дента ја нема. Ќе се расчисти амбиентот. Потоа после пак може да се создадат услови, меѓутоа пак ќе се действува. Разбирате? Обично ние тие експерименти ги правевме од раните утринчески часови до негде 9-10 часот во тој период. Тога и сонцето ќе пробие и маглата се дига, односно се симиња тој течно воден содржај, а со него се
прочистува атмосферата и се намалува загадувањето. Ја велам, ова е само еден од чинителите, односно еден зафат што дава прилог да се расчисти маглата. А за загадувањето да се реши, тоа е многу комплексен проблем. Се што се прави, ние ќе речеме ова ќе направиме, тоа ќе... Ама да видиме тоа што ќе се направи, какви реперкусии па предизвикува други што имаат поголема во случајот ќе имаат поголема материјална штета. Има ли истражување направено колку здравството троши на лица кои што се заболени од Јас немам такви податоци, меѓутоа ние сме сведоци, нели, секојдневно слушаме информации од цел свет дека буџетите на здравствените институции постојано има потреба да се зголемуваат. Затоа што се зголемува бројот на пациенти, се зголемува на крајот краиште и старосната граница на преживување на луѓето и со тоа се зголемуваат и трошоците. Значи трошоците секако дека и во иднина ќе се зголемуваат и ќе треба секоја сегашна идна власт да мисли на тоа дека во здравството како ќе помина времето се повеќе и повеќе средства ќе треба да се вложуваат, иако имаме нели софистицирани апарати, методи за лекување, секојдневно се измислуваат нови, меѓутоа и тие сите бараат пари. Јас само би додал уште едно мое размислување со оглед на тоа дека слушнавме податок дека најголем причинител или најголем виновник за загадувањето се домаќинствата. Мислам дека ние оваа зима и овој период на загадување можеме да го ублажиме само со ургентни мерки. Тука би ја спомнал прво локалната самоуправа, не дека господинот Богдановиќ е тука, се однесува на локалната самоуправа воопшто во цела држава. Ние сме ја промашиле оваа зима. Меѓутоа, мој предлог е уште од сега да се почне да се подготвуваат тие тимови кои што господијата ги спомена. Нели, постојат посебни стандарди какви треба да видат тие луѓе, со какво образование, со каква надградба, каде треба да се обучат, кои сертификати треба да ги поседуваат. Сега да почне да се подготвува тим кој другата година ќе оди од врата на врата и ќе види со што односно домаќинство се грее. Парно грејење, не знам, дрва, јаглен, кој тип на дрва, што. И со тоа мислам дека добар дел од проблемот ќе го решиме. Ако ние успееме да ставиме контрола на таквата потрошувачка на нееколошки горива или горива кои што екстремно загадуваат, мислам барем дека во некои разумни граници ќе го донесеме загадувањето, кое што, еве уште еднаш потенцирам, од година на година се повеќе и повеќе го нарушува здравјето на граѓаните. Тоа не само јас како доктор не го гледам во секојдневната пракса, туку ние сите го чувствуваме, дури јас самиот го чувствувам. Кој ќе излезам надвор, чувствувам дека нешто не е во ред. Ние го чувствуваме од воздухот, што е со оние семејства, со оние домаќинства што горат, например, пластични шишиња, што горат мебел. Не сакам да дискутирам, значи ние не само тие што се изложуваат на Сигурно од Киев не го прават, тие се некои социјални случаи, неедуцирани. Меѓутоа, како да се подигне свеста кај тие луѓе повторно тоа да не го прават, да се субвенционираат пак велам, дрва. сите апели нема да ја поправат. Како да не го прават? Нема да ја поправат. Колку сакаме ние да апелираме, ако тие почнале да горат пластики или немаат средства да купат некое поеколошко гориво, пак ќе горат пластики. Ние колку сакаме можеме да зборуваме. Затоа треба системски мерки. Да се донесе системски мерки кои што ќе кажат ова не смее да се употребува. Ако некој го употребува, ќе биде санкциониран. На каков начин државата и институциите ќе си одлучат. Меѓутоа, без санкционирање на загадувачите, без разлика дали се тоа физички лица, граѓани или не знам, индустријски капацитети или некои дуќанчиња, нема да постигнеме ништо. Само ќе си се вртиме во круг и ќе си констатираме кој загадува, колку загадува и колку е загадувањето. Ќе чекаме да заврне дожд или да дувне ветерче некое за малку да дишеме чист воздух, затоа што навистина постојат денови кога во Скопје сме како во гасна комора.
Така беше до пред една недела. Да. Среќа што врнеше 2-3 дена, па имаше и ветер малку и малку состојбата се подобри. Иначе стварно бевме во гасна комора и тоа сите без исклучок го чувствувавме, посебно децата, бремени жени, повозрастни граѓани, страшно го чувствував. Богдановиќ, не сакам да предпоставам, но што доколку продолжиш и оваа недела истото? Како градоначалник, што ќе направев? Ние кажав дека интервентно нешто согласно ингеренциите кои што ги имаме, например сообраќајот, не можеме да го забраниме. Нашата цел, напоменав дека во новите сообраќајни режими кои што ги предвидуваме да ги започнеме да ги спроведуваме од 2018 година, да пробаме со ограничување на движењето толку колку што можеме. Дали преку цената на паркингот, воведување резидентни паркинзи, промената во одреден детален урбанистички план каде што негде ќе се направи пешачка зона, али нормално, пак ќе кажам, дел од ингеренциите до тука се наши, не можеме. Интервентно ние, најинтервентно нешто е да ги забраниме градбите, ви кажав, ја спремна ни одлуката да се консултираме со урбанистите и правниците, бидејќи не треба да повлечеме мерка со која што ќе направиме утре поголема штета, па после не може да излеземе. Затоа таа мерка подготвуваме. Тоа е во делот кај што можеме ние да влијаеме. И второто е дека се понатака што ќе се изготвува и како урбанистички план, нешто што е под директна ингеренција на локалната самоуправа, односно на општините, да се носат квалитетни планови кои што ќе даваат нормален развој. Убаво кажа, повторно мора системски да ги решиме. Ние да ги решиме сите проблеми, сепак станува збор за воздух кој што утре од Карпаш ќе ни дојде од аеродром. Да, од некаде мора да дојде. Уопште сите да го забраниме, да нема у центар сообраќај, да нема сите да бидат на централно грејење или на газ или на било што, пак ќе ни дојде загаден воздух од друго. Али ако направиме систем од почеток до крај, мислам дека тогаш може да го решиме проблемот. Ние веќе интензивно работиме, бидејќи немавме буџет, предвидени ставки во буџетот за 2017, почнавме да се јавуваме да ги опремуваме градинките и школите со прочистувачи за воздух. Тоа е нешто најинтервентно што можеме да го направиме. Ги снабдуваме нашите вработени со маски кои што работат директно се изложени на терен. Практикуваме да бидат ослободени од работа кога има енормна загаденост, ама ние можеме само за вработените кои што се под ингеренции на општина Центар. Али пак припремаме. Градинките се на централно градско? Не. Имаме ние 3 градинки, односно вкупно 11 објекти, тие се под општина Центар. Како се греат, сакав да прашам на централно грејење. Немаме ние. Да, на централно грејење се, немаме на мазут или на некое друго гориво, сите се на централно грејење. Така да во центар домаќинствата имаме неколку населени места каде што е например како што е Маџар мало, Крњево, Кале, Ново мало, каде што се претежно куќи кои што се греат, односно не користат. Затоа и прифативме идејата да субвенционираме пелети, например тие што немаат, да може да се приклучат, односно да си постават печки за грејење. Али, например, еден од поголемите работи што веднаш започнавме со топлификација, да им создадеме услови за да може да постават мрежа за приклучување на централно грејење, барем една по една населба да почнеме да ги приклучуваме, па за здравје Боже за 1, 2 или 3 години немаме веќе населени места на територија на општина Центар кои што се греат на разни горива, него сите да бидат приклучени на централно грејење. Така, претходниот викенд беше имаше протест пред владината зграда околу големата загаденост на воздухот. Поголеми револуционери на тастатура или што беше проблемот што барем ја како што видов мал број можам да заклучам луѓе кои што дојдоа да го изразат незадоволството на улица. А тоа е секогаш така. Тоа е секогаш така, ќе се пријават 5000 луѓе дека ќе дојдат и ќе дојдат 50. Ние како одва коалиција сметаме дека во овој момент е многу важно да се обидеме институционално да делуваме. Значи, до пред една година се обидовме со сите типови на протести и видовме дека тоа не даваше никакви мерки. Сега по промената на власт и особено по промената на локалната власт, сметаме дека треба да се направи обид институционално да се смени тоа што може да се смени во законите, да се внесат промени во буџетите кои што ќе одат во корист на заштита на животната средина и тоа да го направиме институционално, бидејќи кога ќе излезете на улица треба да барате
нели, да имате конкретни барања. Што тоа бараме? Бараме чист воздух. Да, бараме чист воздух, но ајде да пробаме заедно да најдеме решение за тоа, бидејќи до сега видовме дека доколку граѓаните не се вклучени, тогаш сме игнорирани. И затоа сметаме дека мораме да бидеме вклучени во институционалното носење на законите и при значи пред локалните избори ние ги повикавме сите кандидати за градоначалници да ги потпишат нашите барања. Истото барање го доставивме после и до премиерот и во владата, значи и до Министерството за животна средина, во кое што првата точка на сите барања е инклузија на граѓаните при носењето на овие клучни закони кои што се однесуваат на чистиот воздух и здравата животна средина. Сега за сега можам да кажам дека имаме отворени врати во општините, сега ќе видиме колку ќе може да се делува, не можеме се да чекаме преку ноќ дека ќе ни се прифатат сите барања. Јасно, ние бидејќи голем дел од локалната самоуправа влезе во период во кој што веќе буџетите за тековнава 2017 им беа пред крај, но тоа не значи дека во 2018 исто така нема да дишаме во врат и да бараме повеќе и повеќе за тоа што им следува на граѓаните, за тоа што треба да биде некаква гаранција дека ќе живеат во чиста и здрава животна средина. Еве едно од прашањата кои што колегите ме замолија да го прашам градоначалникот е дали сте задоволни сега со чистењето, односно со хигиената во општината, бидејќи се работи мануелно, дали можеби планирате машинско чистење на општината и она што сметаме дека можеби центар може дополнително да го направи како општина која што има сериозен проблем со сообраќајот е да побара од Министерството или да набави доколку може мобилни мерачи кои што мислам дека вредност им е околу 40.000 евра или на постоечките мерачи да ги побарате да се поправат овие неисправни инструменти кои што меѓу другото го мерат азот диоксидот и како што спомнавте јаглерод моноксидот. Ние доколку не ги гледаме дека нивната вредност е покачена, ние не креваме паника. Кога ќе ги видиме, веќе сите граѓани се научија да следат PM10, PM2,5, O3 и така натаму, станавме хемичари, станавме експерти не по своје барање, по своја желба. Штетните гасови никој не ги стави. Но штетните гасови бидејќи ете тие значи мерачи не се во исправна состојба, ние не ги добиваме резултатите од нив и бидејќи не ги добиваме, не реагираме на нив. Така што еве можеби градоначалникот ќе ни каже, значи сакам да кажам продолжуваме да притискаме, не дека на крајот јас живеам во центар, работам во центар, јас го дишам истиот воздух што го дишаме сите. Ние во мандатот што планираме во секој сегмент, односно во секој сектор да се превземеме одредени мерки кои што општо ќе го подобрат квалитетот на животот на граѓаните на територија на општина Центар во секој дел. Напоменав неколку, значи целта ни е сите овие градинки, односно сите институции, градинки, школи да бидат опфатени со прочистувачи на воздух, се со цел за да внатре кога престојуваат, го кажа докторот, и дома кога сте пак дишаме нечист воздух, да тие што се под наши ингеренции успееме да ги обезбедиме сите простории. Втората од мерките, ние не можеме да влијаеме директно во сообраќајот, но ќе се потрудиме да понудиме сообраќајни режими кои што после ќе треба да ги прифати град Скопје и Министерството за внатрешни работи, каде што ќе се ограничат, ќе има одредени ограничувања за движење, дотур на роба и така натака, бидејќи во самиот режим на сообраќај во проектот може да предвидите во која улица, кога, како може да се доставува, се со цел да се намалат гужвите. Со овојудување на резидентни паркиралишта ќе го намалите бројот на возила кои што ќе доаѓаат, бидејќи ќе знаат луѓето дека тука нема место за паркирање, бидејќи само за станари, односно ќе паркираат на поголеми паркинг места. Во преговори сме со Електродистрибуција за поставувачи на наполначи за електромобили на сите паркиралишта, веќе ПОЦ воведе таква мерка за бесплатен паркинг секој што користи електромобил. Нормално, тука спаѓаат и дел на набавка на возила кои што утре може да се користат, не знам, или по повластена цена или бесплатно. Субвенционирањето на велосипеди е да кажеме да ги покренеме свеста на луѓето да користат што е можно повеќе велосипед, но убаво напомена треба да се направи одредена инфраструктура за тоа, бидејќи реално ја немаме на терен. Тоа значи ослободување на тротоарите. Не знам, користење на градежни материјали кои што во себе со премази одредени, нормално тука треба да се ги впиваат ПМ частичките како катализатори, потоа ги претвараат во обична прашина која што ние имавме, например, еве се таква ситуација на Советот, да човекот сака да ни донира
такви Имаше премази. такви мерки се превзема, а минатата година ми се чини дека се И ние сакавме да почнеме го премази, неш па се јави дилема меѓу советниците, ама чекај, тој испарува, негде сум слушнал, сум дочитал, не сум прочитал, а тоа се специјално нешто што се користи во Европска унија, знаете. И меѓу нас се јавува некојаш дилема дали е тоа правилно. Еве на пример за печките за пелети, ни се јавува, ама чекајте, пелетите се штетни, абе. Добро, ние ќе пропишеме какви пелети треба за да добиеш субвенција, какви пелети треба да користиш. Али пак ќе кажам, мислам дека треба убаво се напоменен систем, вака и вака да се постапува и сите да унифицирано да функционираме. Јас ко градоначалник, советниците и службите може да ги забраниме градбите, може да забраниме возила и се, али ако тоа не се преминува во другите општини, џабе пак Доторот на стока кој што се ќе биде забранет од 7:30 до 18 часот предизвика доста реакции кај приватните компании, оние кои што имаат транспорт на стока во централното градско подрачје. Како ќе се регулира тоа? Јас го поддржувам тоа, но пред да почнеме емисијата малку дискутиравме, има одредени работи кои што не можеме да ги ограничиме, сепак здравството или одредени Прехранбени други... производи кои што се нели на дневна основа што се Па да, ама лед, прехранбените млеко, производи може да ги донесете и до 7, кога е најмала гужвата во сообраќајот. Еден камион кој ќе застане во Капиштец, например јас живеам на Народен фронт 23, и камионот кој ќе застане во Кам да остави во Житолукс, прави редица автомобили кои што дополнително работат, ствараат. Тоа не го исклучува ниту моторот. Не го исклучува ниту моторот, прави хаос во сообраќајот, небезбедност, повише загадување и така натака. Затоа сметам дека таа мерка е исправна, но треба да се предвидат и Сте разговарале со дел од стопанските комори како ќе реагираат на оваа мерка? Треба да се знаеме дека напоменавме и здравјето и претходно. животната средина е пред се, Значи, меѓутоа јас искрено ќе ви кажам, ако почнам да прашувам по инвеститори, мене ќе ми кажат 50 метри згради да правам у центар. И искрено не ме интересира дали тоа ќе ми се допаѓа или не. И јас имам пријатели кои едноставно е јасно дека мора да запре веќе еднаш. Не знам, поминете во Дебармало. Немате простор каде да се движите, немате простор каде да оставите возило, се зголемуваат стамбени единици, секој семејство има по 2 до 3 возила, не се почитуваат одредени параметри, некои прописи со кои што треба да се задоволат паркирања во гаражи и така натака. И ние само дополнително да трупаме згради кои што дополнително ќе ни изголемуваат број на возила и после ќе се жалиме дека не е чист воздух. Не, мора да подвлечеме. Јас знам дека тоа ќе биде непопуларна мерка, па макар последно ми било живот, ќе ја донесеме. Непопуларна мерка ќе ми биде покачување на паркинг. Па ќе кажам, не со цел да ги зголемам приходите во ПОЦ или во општината, бидејќи предпријатието работи во позитива. Со цел да ги тргнам колите да не паркираат во центар. Односно, да направиме поголеми паркиралишта каде што таму ќе ги остават, па после да користат, не знам, малци ние треба да си ги смениме навики. Ние сакаме да влеземе у кафана со кола. Ние сакаме да може на пешачки, на било каде да влезе. Малци ние, ама мислам дека со такви рестрикции ќе успееме. На крајот, ние и сами си предизвикуваме штета како општина. Јас со забрана за градби губам комунали. Значи нема да можам дел од приходите кои проектите, што сте можеле да ги ама земете, ќе наоѓам други алтернативи со кои што тоа ќе треба да го спроведам. Ќе барам помош нормално и централната и од градската власт со оправданост зашто тоа го правам. Значи убаво кажавме на почеток, непопуларни се мерките, ама мора некој да ги почне. Само ако може да дополнам, значи ова што се однесува со дотурот на роба, исто како и зголемувањето на паркингот. Не е тоа дека почнува од Скопје или од општина Центар, тоа е пракса во сите поголеми европски градови. Вие во Лондон, кога ќе влезете во централното градско подрачје, ќе си платите автоматски од трансакцијската сметка 28 фунти. Па вие ќе се размислите дали ќе оставите возилото. Само што сте поминали. Штом влегувате во заштитениот дел, си плаќате. Значи си имаат големите градови во Европа исто така заштитни механизми. Знаете, мислам, низ цела Европа дека дотурот на роба во големите продавници, особено во централните градски подрачја, се врши во текот на ноќта. Да, не е популарно, но да, практично е за граѓаните кои што живеат во општината. Оно што мене ме загрижува во двата случаи, еве да кажам, е таа координација со Министерството за внатрешни работи, заради тоа што од досегашното искуство, еве конкретно со ограничување на движењето кон водно, се покажува дека мора да имате беспрекорна соработка со сообраќајната полиција, бидејќи доколку немате нивни представници на терен,
ние сме таков народ што ќе си најде нели каналче и ќе си најде дупче како да го заобиколи законот. Но многу исто така брзо, како и секаде во Европа, ќе се научиме на почитување на законите и донесените одлуки, така што тоа ќе има санкции. Од санкциите најбрзо се учи, за жал, но мислам дека овој менталитет наш едноставно тоа го бара и ќе научиме дека не е дека ние треба да очекуваме некој друг да ни го реши само прашањето. Сите ние сме дел од овој проблем. Сите ние како граѓани кои што са бајле палиме возило и сам еден по еден одиме на работа, значи сме дел од проблемот наместо да одиме со велосипед или да одиме пешки или да користиме јавен транспорт, кој што повторно ќе кажам мора да биде драматично подобрен, за да можеме луѓето да ги мотивираме нели да го практикуваат. Подобрен во цената или подобрен во услугата? Во услугата дефинитивно нас ни треба нова мрежа на ни треба нова мрежа прво на автобуси, значи имаме населби во Скопје, не е сменета мрежата на ЈСП, не знам, 15-20 години. Имаме нови населби, имаме нови четврти кои што меѓу себе никако не се поврзани, кои што луѓето не можат да стигнат од една точка до друга точка со јавен транспорт. Треба да се симнат на една станица, па да одат пешки, па да продолжат повторно со јавен транспорт. Значи мора да се смени мрежата на јавен транспорт. Дефинитивно треба да се набават и нови автобуси, по можност да се електрични или барем да се на газ, односно кои што нема да загадуваат животната средина. Да се потикне, значи велосипедската инфраструктура веќе не сакам ни да спомнувам дека тоа прво must have што мора да го направиме, затоа што џабе ќе ни биде субвенционирање на велосипеди, ако луѓето се плашат за својата безбедност и за своето здравје кога ќе се качат на велосипед. Јас се плашам за моите деца на велосипед кога треба, но се подобрува. Не велам дека не, но е далеко од тоа што Скопје треба да биде, значи особено централното градско подрачје. Докторе, како самите може да се заштитиме, освен што ќе затвориме дома кога е најзагадено или ќе носиме маска? Има ли некој друг метод? Што треба да направиме за превенција? Жал ми е, морам да кажам дека никако не можеме да се заштитиме. Кажав, нели, во една претходна моја дискусија, дека и обична хируршка маска ако носиме, делумно ќе се заштитиме, отколку ништо да не носиме или носиме таква маска која што сега може да ја најдеме во некои од аптеките. Гледам дека носат секајкви, има некои кои што па и не се така ефтини, околу 500 денари се. Па и поскапи. Кои што има и поскапи, меѓутоа да речеме тие што најмногу граѓаните ги користат, околу 500 денари се, на кои што може и филтрите да се менуваат. Еден филтр као трае 48 часа. Ја не знам навистина тие маски колку се ефективни, колку задржуваат од овие отрови. Меѓутоа пак велам и шал да ставиме преку лицето, преку носот, пак на некаков начин минимално можда, меѓутоа ќе се заштитиме. Јас, еве, да се надоврзам и на дискусиите претходни. Секоја мерка што ќе се превземе, дали од локална, дали од централна власт, е подобро отколку ништо не се превземе. Ако ништо не правиме, тогаш лошо ни се пишува на сите. Секоја мерка ќе донесе некаков резултат, меѓутоа јас лично сметам дека овие мерки што ги предлага градоначалникот Богдановиќ, можда ќе донесат некаков ефект на краткорочен ефект, на кратко време. Меѓутоа, мислам дека, знаете, срцето на градот е центарот. Јас сум живеел у центар, имам тука стан, не живеам сега, живеам во Карпош, во Портавлај, и тоа сум живеел, срцето на градот е во центар. И кога ние ги ограничиме граѓаните се движат во центар, тоа вака многу ќе биде непопуларно. Не малку, многу, затоа што во центар се и главните да речеме места за забава или места каде што граѓаните од градот Скопје сакаат да се видат, да испијат кафе, а нашиот менталитет е ако може и у кафана да влеземе нели со кола. Може да да се зголеми цената на паркингот, нема да на ноќ ќе да чекаат. Или ја на ноќ ќе да чекам одмах, ама еве може да ќе го намали паркирањето, меѓутоа ќе намали желбата на граѓаните од да речеме од околината на Скопје да доаѓаат во центар. Моje мислење е дека подобро е и централната власт да размисли, и локалната власт да размисли дел од буџетите, еве да се планира да речеме за следниот буџет. Овој веќе е испланиран и се носат буџетите. Да се испланира, да се субвенционираат набавка на печки. Јас сум гледал студии дека пелетите најмалку загадуваат. Можда не сум оправо, реков и на почетокот дека не сум експерт во областа, меѓутоа сум гледал студии дека најмалку загадуваат пелетите. Во момент, сигурно дека гасот е решението, природниот газ.
Меѓутоа пелетите се тие што најмалку загадуваат од сите горива што сега се користат. Ако не ги земеме тие алтернативни извори на енергија или обновливи извори на енергија. Да се предвидат во буџетите средства за субвенционирање на купување печки на пелети. Па сите граѓани кои што сега се греат на гуми и на шишиња пластични, да им се даде можност за некои минимални средства, со помош од државата, да си купат печка и да можат да си набавуваат пелети, или па да се направи напор да се приклучат на централното грејење. Прво ќе треба да ги евидентираме тие граѓани, каде живеат. Тоа го зборувавме претходно, нели? Пак треба тоа институциите да го направат, посебно локалната и централната, посебно локалната власт. Значи да направат мапирање и да кажат во овој дел од градот Скопје имаме 20 куќи кои што има можност за кратко време да се приклучат на топлификација, на топловодната мрежа, и со тоа ќе решиме еден дел од проблемот. Или овие не може, меѓутоа ние ќе им дадеме 80% од средства да си купат печка и уште 50% од средствата да си купат пелети и да се греат. И со тоа мислам дека полека ќе почне да се решава проблемот. Инаку ние преку ноќ да го решиме, не можеме да го решиме, а здравјето го губиме секој ден. Да. Господине Стефанов, повозрастните жители на Скопје ќе речат од секогаш имало магла. Но дали било волку загадено? Кога сте ја правиле вие вашата студија, вашиот изум, и беше волку загадено, може да се почувствува во воздухот или имаше само магла? Ние идевме на тоа да се расчисти маглата. Добро. Затоа што Немало мерачи што ќе мери загаденоста? Се мерела загаденоста, меѓутоа нас не интересирал тој аспект. Не се поставил тој проблем, ние да работиме за да се намали загадувањето, затоа што сметавме дека ќе се расчисти маглата, загадувањето делумно ќе се намали. Со самото тоа што сите тие полутанти што се во амбиентот, со водата ќе се симнат. И ние работевме на тоа да се зголеми видливост, да се зголеми, мислам, да може да има подобра проводност, подобра врски. Спомнавте аеродроми и рек Битола. Да, кои се примери може да ги наведете каде што е направен вашиот експеримент, каде што успешно е спроведено? Мислам, оперативно се спроведуваше 2-3 години во рек Битола. Постапката. Тамо негде од 99-та мисля че до 2003-та, 2-та, 3-та, тука негде. Потоа престана, зашто? Најверојатно... Пак ќе ве прашам, зашто сега, вие на претходната власт, на оваа власт, го понудивте вашето решение? Зашто не е искористено? Не сме го нуделе. Никој не го барал тоа. Ние кога сме го нуделе, тие што биле компетентни, па ефикасно беше, се покажа тоа. Нема ја да велам, тоа резултатите го покажаа. Еве, например, ќе ви кажам, кога го спроведовме експериментот на аеродром Петровец, тоа беше 25 јануари 99 година, ми се чини. Пистата се отвори, 3 километра се отвори пистата одеднаш, таа што беше дежурна на метеослужбата на аеродромот, излезе, вика, што направивте? Затоа што преку тој систем AVOX, они се врзани мрежно, аеродромите, и се гледа дека аеродромот во Скопје од постоење на маглата е расчистена и веќе може да се слетува на него. Таму имаше војска некоја, не знам која беше, излегува тие војниците, гледаат таложењето, тоа беше евидентно, така, како мислам, овака импозантно беше тоа. Ние што работевме, кога ќе погледнеш, некако некој восхит не обзема. Се исчисти све, комплетно. Така да имаше талог, се гледа талогот паднат на земја на пистата, ќе згазнеш, се гледа, отисокот се гледа. После тамо пумпата кај што е наплатните рампи на тие премини, се отвори тој видикот, се виде све овака. Беше многу добар впечаток остави тоа. Јас знам, тоа едно девојче што работеше тамо контрола на летење или тие служби, се јавуваше дома, вика, на машини збори, вика, да дојдеш да видиш што се случи овде, нема магла.
а тамо он во аеродром населба живее, а они живееле, он вика овде магла густа, значи ефектот беше видлив и тука нема лага. Исто и ни Скопје ние која И чистевме. пред 40 години истите населби беа критични како и сега. Ја ќе ви кажам едите, јас се сеќавам као дете, бидејќи овде се во Скопје и живеам во Скопје. Магли имаше од секој пат. Се сеќавам тоа пред земјотрес, оној дел негде тука кај што беше плошта Слобода, натамо тука имаше некоја магла невидена у тој дел. И тоа повеќе денови се задржуваше маглата. А дали беа тоа топли или ладни, тога не размислував, затоа што не сум го мерил амбиентот. Мислам, ладно е, меѓутоа не знаеш каква е температурата. Осетот е едно, мерачот покажува друго. Имаше магли. И тие не се расчистува, кој ќе се дигне природно маглата. А ги имаше по неколку дена, у серија. Обично пред Нова година имаше, јас се сеќавам, така ноември месец тука исто имаше магли. Имало магли. Овој комплекс со загадување, проблем со загадувањето е многу комплексен проблем, треба да се проучи, треба да се видат искуствата на сите градови кај што имало магли. Еве Лондон е познат по тоа, како град што имал у континуитет секоја година имало тие лондонски магли, како они го решиле, на кој начин, што направиле и други средини како е решен, така да не биде еднострано, да едно се реши, а друго да се на другата страна да се направи, не, да се направи да не може да се компензира тоа, некоја не е штета, него застој во нешто да не се функционира. Конкретно за ова доставување, тоа мрежата на доставувачи може да се изорганизира како што е у цел свет, така и тука да се направи. Тоа не е проблем. Ке се каже толку и преку ден може да се дозволи 2 сата термини да се решат тие, или кај што е неопходно да се решава. Не можеш да забраниш ти на брза помош тама да не дојде у болница, јасно. да не може да прииде. Тој ќе испоцркаат сите тие што се Најавивте Огановиќ дека за Бадник нема да субвенционирате дрва за бадниковите огнови. Дали имате идеја да ги забраните на центар или да не се мешате толку во традициите сега? Кој е планот? Немаме можност да ги забраниме, но може да ги санкционираме. Така да ние апелираме до граѓаните да не палат. Јас знам дека е тоа некоја традиција, луѓето се собираат, но не мора да се пали оган, може да се најде некој друг начин, нека се соберат, нека се прави, не знам, нека се напијат нешто или било што, ама само колку што можат без огнови. Се не толку тие огнови предизвикуваат, ама ајде да почнеме од нешто. Сега ќе почнеме со тоа, утре за утре, со секој помалце да придонесе, че може да дадеме апел колку што може луѓето. И сега знам, и тоа е непопуларна мерка. Да. Мене, например, сега луѓе кои што јас сум се собирал на тие бадникарски огнови, сега викат, ти дојде, ти забрануваш. И сега, ама ќе се убедуваме. Една од работите, луѓето сваќаат, полека кога ќе видат дека тоа е за добро на подолг период и за нив и за нивните деца, сваќаат дека тие мерки се добри. Јас пред малку спомнав дека треба законски измени. Има материјали кои што самите згради ги прават да бидат прочистувачи на воздухот. Ама треба да се полека да почнат да се применуваат. И се, например, тоа ќе ги чини можда становите за поскапи, можда ќе чини кај инвеститорите поскапи, ама за подолг рок е добро. Ние имавме еден таков проект, имаше одредена дилема, треба да им дообјасниме на советниците. Мислам дека ги прифатат, ќе почнеме со таква примена. Најавивте кула за прочистување на воздухот. Што е со тој проект, до каде ќе се реализира, каде би се наместила таа кула? Да, тоа ќе ни дадат одредени параметри кај што сметаме, не сакаме една, ќе се потрудам и повеќе. Се има и одредена дискусија дали таа имала ефект или немала. Со разговорите со луѓето со кои што сме стапиле во контакт, дека има ефект. Моментот дека сепак станува збор за градба, треба да предвидиме во деталниот урбанистички план. Мислам дека од 2019 веќе ќе бидат сите оние услови направени за да може да се спроведе таа нарачка и да се спроведе таа градба. Исто најавивме вертикални фасади, веќе се порачани пилот проекти да видиме кои се најдобри за поставување за вертикалните фасади, да го надокнадиме на зеленило кое што на жалост беше уништено
во изминативе години, посебно тука во централното градско подрачје, па да искомпензираме колку што може повеќе. Стартувавме сега од акција со градот Скопје, каде што ќе имаме редовно чистење, ќе се прават големи акции, бидејќи ние имаме ајде да кажам мануелно, бидејќи имаме ангажирано вработени луѓе кои што чистат секојдневно, но во буџетот планираме и набавка на одредени возила и ние и во јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар, кои што ќе чистат машински, ќе чистат по улиците и по површините, но имавме и континуирани акции сега со градот Скопје, каде што ги отстранувавме сите оние заболни дрва кои што се исушени, може да бидат небезбедни, а сега веќе кога ќе се створи клима да насадиме нови, ајде да кажам, квалитетни дрва, односно не мали, такви. Да треба време. Да, него ќе видим да бидат возрастни дрва кои што нормално ќе побрзо ќе може да произведуваат кислород. Так, да го спомнеме Тетово, еден од позитивните примери од лани до денеска, нема загаденост во Тетово, ја дислоцира депонијата и Југохром не работи. Што е со Дрисла? Имаше тешки обвинувања дека таму се случува нешто големо. Имаме ли сознанија околу Дрисла? Пред да искоментираме за Титово и за Дрисла, само сакам да кажам дека не сум сигурна за каков тип на кула зборувате, значи би сакале ние како граѓанска организација да бидеме вклучени и да ги споделите со нас параметрите што ќе ги имате околу анализирањето, бидејќи еден тип од таа кула која што се промовираше, ако не се лажаме, прототип кој што е практикуван само во Мексико и во Пекинг, каде што не покажа. Како? Во Ротердам. Пронаоѓачот е холанѓанец. Мислам дека и таму е. Во секој случај за Пекинг едната од тие кули која што беше тестирана не покажа добри резултати, значи би требало да се направат анализите и да се направи пресметката колку тоа би чинело и дали на крајот на криштата исплатливо и можеби би го решиле со повеќе здрави и корисни дрвја. Што се однесува до Тетово, да, Тетово значи по притисок исто така на граѓанските здруженија, конкретно на Екогерила и мајки и деца од Тетово пристана да работи, значи и натаму нема да работи додека не ги исполни условите кои што е потребно да ги исполни, односно типот на филтри кои што треба да ги има. Депонијата која што беше огромен проблем за Тетово ја решија само за 3 недели, ако не се лажам, и за многу да речам мала сума, значи за некои 180.000, 200.000 евра, што е символична сума за таков проблем каков што го имаше Тетово. И исто така нашите партнери тамо Екогерила, мислам дека најавија дека прават анализи во овој период и се надам дека до крајот на годината ќе можеме да видиме таа компарација, значи на Тетово од пред една година и Тетово сега. Јас верувам дека бевме рекордери Скопје во ние, да, дента. Тетово го немаше на Тетово листата. беше под 50. Да. Тетово е повеќе од 70% намалено загадувањето само со прекинот на работата на Југохром и со дислоцирање на депонијата. Што се случува во Дрисла, тоа не би можеле ние да знаеме. Пристапот во Дрисла не е отворен за било кој граѓанин, тоа ќе треба да ни го кажат надлежните институции, значи централната власт, исто така и градоначалникот кој што превзема некакви мерки сега околу проверка на сите тие документи, околу дозволата, лиценцата, кој ќе работи, како ќе работи, дали ќе се врати во надлежност на градот, дали има можност правна да се врати во надлежност на градот, не би можела да навлегувам во сите овие сегменти. Дрисла е сериозен проблем, но не е само Дрисла во Скопје. Значи, тука имаме и други индустријски капацитети на кои што граѓаните постојано алармираат и кои што исто така треба да бидат вклучени во финалната анализа за тоа кој е главниот загадувач. Со вас ќе завршиме, докторе, околу најавите дека е можно распустот побрзо да биде за учениците. Што треба да се направи или кои се тие алармантни податоци кои што треба да предупредат и да останат децата надвор од училиштето? Видите, јас мене ако ме прашувате лично, јас би прогласил распуст порано. Посебно што да речеме до пред една недела имавме енормно загадување на воздухот. Можда тогаш требаше да се прогласи распустот и децата што ќе изгубеа и така сега после нова година брзо почнува регуларно зимскиот распуст, нема многу да изгубат, нешто што ќе можеше после
така со неколку саботи можда или неколку денови кога ќе се зголемеше бројот на часови се надокнади. Меѓутоа со тоа ќе ги поштедевме децата од одење секојдневно на училиште и враќање. И таму, знаете, тоа се деца, не можеме ние да ги задржиме цело време во училница да седат. Да. Голем Кога има одмор, кога е меѓу часови, излегуваат надвор, трчаат, што е уште поголем проблем, затоа што при напор потребите на организмот и целиот организам функционира со поголем капацитет и труењето е уште поголемо и уште поопасно. Така да јас лично, ако ме прашувате, јас сум за тоа се прогласи распуст побрзо. Еве, да речеме, дискутирам и со некои мои пријатели кои што имаат и школски деца, истото мислење го делат. Имаше некоја иницијатива на социјалните мрежи која што вака од тоа што го слушам не добие некоја широка поддршка, меѓутоа пак сметам дека една од мерките може да ќе биде и тоа да се прогласи. Имаше реакција во се криеме позади децата. Што ако речеме не идеме утре на работа? Видите сега, не можеме ние да споредуваме нашето одење на работа и одењето на децата во училиште. Тоа не смееме да го... Тука не смееме да правиме споредба. Не смееме да правиме споредба помеѓу нас и нашите деца. Секогаш децата мора да бидат пред нас. И секогаш на децата треба ние поголемо внимание да им обратиме, затоа што тоа се деца, тоа се организми во развој, кои што се многу поподложни на оштетување и на пореметување на здравјето отколку ние. Ние сме во секој случај поотпорни, малку повозрасни, повеќе знаеме да се заштитиме во некои непредвидени ситуации отколку деца. Така да таква споредба само дека може да стигнеме побрзо до институциите, да алармираме побрзо за тоа што со тој чекор не само за да се... Па не, јас сметам дека ќе биде добро. На некој начин, еве, да речеме, ќе ги поштедиме деца да се трујат, уште една недела, регуларно ќе почне распустот, нели? А сигурно дека Министерството за образование и наука ќе најде некаков начин после тоа да го регулира. Подобро да најде начин да го регулира, отколку деца недела дена да излегуваат на загаденост од, не знам, 200 или 300 микрограми на метар кубен. Така, држијата ми... Тоа е моје мислење. Сугерира дека нашето време истече. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости, дел од Клик Плюс на ТВ21. Почитувани, тука е крајот. Се одјавуваме од студиото на ТВ21. Останете со нашата програма, следуваат вести. Пријатно.